Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Проверитас, платформа за борба за вистината. Во ова вечерно летно издание можам да ви најавам еден многу интересен гостин. За него можам да кажам дека пред се е човек што ја сака од дното на душата Македонија. Човек кој што има свој став и принципи, секогаш директен, искрен. Во текот на својот живот има работено и како професионален војник, семеен човек, еден од новата генерација на македонските фолк пејачи, многу добро препознати во јавноста. Добро вечер за Спасен Силјановски. Добро вечер, благодарам за најавата. Точно ме опишавте онака како што јас мислам само и за себе. Имате навистина доверливи информации, очигледно. И добро ме познавате. Така те доживуваме, Спасен, и јас и целата редакција како човек како сето ова што го кажам. Навистина ми ласка. Драго ми што е вечера ќе помуабетиме на многу интересни теми. Пред се да почнеме со ова за кое што во моментов си, нели, и најпопуларен. Представуваш еден од луѓето во новата генерација на македонската фолк музика, една генерација на интерпретатори кои што можам да кажам својот почеток го почнале во Независна Република Македонија, го немаат оној синдром како твоите претходници дека подобро се пеело на друго место. Пееш со душа и со срце. Ајде да проговориме малку за твојата приказна околу оваа работа. Што те натера да пееш? Како се случи тоа? Кој беше тој прв настап? Знаете, љубовта кон музиката кај мене превладува уште од кога знам само и за себе. Роден сум во едно такво семејство, традиционално семејство во кое што секогаш се негувала македонската музика и секако тоа го имам веројатно наследено од моите родители, моите предци, во моите гени, кои што буквално на секоја наша прослава, фамилијарна седенка, на на македонски празници, православни празници, знаеат често пати да се соберат, што за жал сега тоа не е случај во ова денешно време. Ги нема тие домашни седенки, тие песни кои што се пеа на нашата маса. А се пеат многу песни. Тој крај многу познати и по добри пејачи, и по многу добри македонски песни. Точно. Имаме ризница на многу песни кои што и се уште не се во јавноста емитувани или снимени на носач на звук, но ете, ние ги наследуваме од нашите родители, од нашите татковци, од нашите дедовци, уште од таму е мојата љубов кон музиката. Хармоника почна да свирам уште на 5 години, татко ми ја купи првата хармоника, но судбината и животниот пат никогаш не знаеме каде ќе не одведе, па така да до моментот кога почна професионално се занимавам со музика, сум работел се и се што. Значи, својот потенцијал сум го користил во се, нормално, борба за живот, да се заработи за живот. Тоа беше професионален војник. Да, бев и професионален, работел се и како професионален војник. Малку мална дигресија, да ќе продолжиме разговорот. Што мислиш, потребно ли е да се врати војниот рок во Македонија? Јас бев и редовен војник. Да. Мислам дека последната класа со 9 месеци воен рок, нели потоа ја намалија на 6 месеци, па се укина, па на 3 мислам дека беше после на 9 месеци. Дефинитивно сметам дека повторно да треба да се врати воениот рок, но моето искуство и како редовен војник и како професионален војник сметам дека треба сепак да има многу реформи во армијата, односно тоа служење воен рок да биде навистина рационално, времетрањето да биде рационално искористено, да не биде народски кажано забадила и да се прават само трошкови на државата и така натаму. Рационално искористено, но треба да се врати затоа што навистина се враќа машкост и се развива една национална свест која што е најпотребна можеби во овој момент, па и секогаш. Да. Добро, убави навики се стекнуваат во војска, нели велат, барем стануваш одговорен. Дефинитивно. Ако не ништо е јасно, 18 години сум бил на воен рок, сега сум 50 и нешто години од кога завршив со војниот рок до ден денеска не се случило едно утро да не се избричам, например. Тоа станало навика, нели од војската секој утро да бидам. Јас таа навика ја прескокнувам да бидам искрен, бидејќи потоа работев уште 4 години како професионален војник и веќе ми стана тоа као нешто досадно преку глава и викам кога ќе завршам со ова, окей, кога сум на настапи нормално се. Причам, а сега дојде некоја таква мода, еве како за среќа наша, да се носи некоја си така фенси брадичка. Да, носат бради. Така да ми одговара, жиле немам стајано можеби 10 и повеќе години. А така кога се бричам само со машинката. Во моје време обично луѓето пуштаа брада и мустаќи, една мала смешка. Кога обично беа келави, за да викаат оној со мустаките, оној со брадата, не оној. Да не вика оној, да не вика оној келави, нели?
Имаш ли поддршка вака од блиското семејство кога се реши професионалец да станеш во естрадата да бидеш нели интерпретатор? Ке се навратам она што сакам да ви го кажам. Секогаш чувствував во себе дека јас ке се занимавам со музика. Имав толкова љубов кон музиката што не можам да ја опишам. Таа трае до ден денес. Музиката пред се за мене е љубов, а благодарение на таа љубов и заработувам и живеам од тоа, но пред се тоа го правам затоа што го сакам и затоа што го љубам. Чувството кон музиката е едно чувство внатрешно кое што не може да се мери со ништо друго, барем кај мене. Подсвесно секогаш знаев дека ќе се занимавам со музика и да знаете, еве ќе ви кажам еден пример. Еднаш као детенце мислам дека имав 12 години, 11-12, така нешто, паднав од велосипед. И тука началото ми се напред се удрив и ми остана како лузничка некоја и доаѓам дома и викам на мајка ми, мајка ми ќе помине, не, мој да плачеш, од се секиреш, вика се, но ќе помине, не викам, ама кога ќе порасна, викам, после на телевизија, кога ќе пеам, како ќе ме гледаат луѓето со лузно. Уште тогаш, значи... Сакаш да кажеш дека си среќен и исполнет човек. Ја работиш работата што ја сакаш. Дефинитивно. И заработуваш од тоа. Всушност, да кога го работиш тоа, кога го работиш тоа што го сакаш, ти всушност не работиш. Јас и одмарам додека пеам, верувајте. Сакаш да пееш, така? Сакам да пеам. Уживаш во тоа. Уживам во тоа. Имам навистина голема поддршка и од моите, особено секако од двајцата родители. Се што знам од музика, се што знам, најповеќе во најголем дел сум наследил од татко ми особено. Тој е еден огромен талент за музика. Верувајте, тој не знае инструмент да свири, а тој ме научи да свирам хармоника. Значи музикален 100% на 100% музикален, како вокал има доста од моите следачи ги гледаат и моите објави кои што ги објавувам каде заедно пееме со татко ми често пати дома кога сме заедно со поена ракичка, јас свирам, тој пее. Тоа изгледа прекрасно, ти имам гледано Да. и тоа е доказ дека како велат во Босна немој да пееш, во Србија немој да играш, во Македонија немој ни да пееш, ни да играш и ќе те надпеат, ќе те надиграат, бидејќи во генот го имаме тој талент да пееме. Ние го имаме тоа во генот точно така. И нели сплетна околности сум работел се што дојде еден момент, знаете некако повторно ќе кажам, судбината ги меша своите прсти кога ние најмалку очекуваме. Мојот случај за дефинитивно и професионално да се занимавам случајно испадна со музика. Имав собраќајка, поради која што се правев операција на нозете на колената, па потоа еден месец бев на лекување, односно на бања во Катланово. По тој момент во Катланово го сретнав господинот Сашо Ливрински. Така, професорот. Добро познат на сите овој Даскалот. Да. На сите љубители на македонската музика, професор, автор, композитор, инструменталиста. Една од најмеките армоники би рекол. И многу сум благодарен за тоа и знаете како јас и тогаш во тој момент се уште работев како професионален војник. На тој период бев нели на боледување, па на лекување во Катланово и се носев хармониката. Секогаш сум ја носел мојата хармоника кај да одам со мене. Ќе ми се најде. Кога да падам во некоја се емотивна или психолошка криза, ќе земам хармониката и така ќе се разведрам. Тоа ми е за мене мојата медитација. Па познати сме ние македонците и кога жалиме, кога се радуваме, единствен народ кој што нели? може да плаче и да се радува на музика, тоа сме ние. Во една имаме време така или да кратам. Не, слободно колку сакаш. Една вечер си седам во мојата соба во Катланово и си свиркам така на хармоника, тивко си пеам, гледам човек доаѓа на штеки, само му гледам сенката и на врата. И не влегува. Јас го гледам дека е тука. Да. А човекот не влегува, не може да претпоставам кој е, апсолутно. Јас си продолжувам да си музицирам, да свирам и да пеам така. Едно време се појава Ливрински за мене, тоа шок, знаете, Сашо Ливрински, величина во тој музички шоу бизнис. Доаѓа, се запозна, вика, ти со музика ли се занимаваш? Не, викам, јас, ова ми е така, за себе. Хоби, да. Многу, вика, добро пееш, многу, мора, вика, ти да почнеш професионално. Абе, викам, морам, ама не можам, немам никој да ми подаде рака и немам и финанси, што е реално. И што се случува сега? Ова интересна приказна, јас мислам дека еднаш ја имам напишано за некој портал, но ја немам на подкаст. Помина после тоа 5 или 6 месеци, после таа наша случајна средба. Седам во кафана во Кичево. Така. Пее мој колега и ми го дава микрофонот. Знае дека сум Мераклија, да пеам, попеувам јас некоја си
мала, така една-две песни македонски. Во моментот се погоди еден македонски политичар, како гостин во кафаната. Не спомнувам имиња. А во тогаш само што напуши ме избрка од работа, од армијата. Мислам дека тоа беше 1 мај ме избрка, ова се случува на 6-7 мај. Јас испуштен од работа, имав кредит замено, како ќе го вратам, немам работа, што ќе правам, знаете како. Доаѓа кон обрав, вика, господинот таму те поканува да појдеш на масата. Добро, викам, до каде мојата среќа, не среќа. Викам, што грешив сега? Што со овој? Што со овој сега, што? Одам кај него на маса и вика, дечко, вика, ти професионалец си? Не, викам. Со музика се занимаваш само, викам, дома. За водици и за на огон, за Василица и за колене. Викам, многу добро пееш. Имаш некоја песна ли твоја снимано? Нему. Викам, немам, зошто немам пари, викам, да снимам. И го викна газдата од ресторанот. Собственикот на ресторанот. Собственикот се вика Тони, веќе го поздравам и него во овој момент, вика Тони, детето мора да го финансираш, да сними една песна. Жално е ваков талент да пропадне. Гласот му е автентичен, бојата за таа македонски милост. Така помина таа вечер. Што се случува сега, кога нешто сака, кога ќе кажам пак. Одам дома, 1 сат по поноќ или 2. Ми звони Сашо Ливрински. Вика, за неколку дена има Роса Фест. Ти вика дека ќе те носам на Роса Фест. Дали сакаш да пееш? Викам, како не сакам за... И го прашувам колку ќе кошта се тоа. Нормално треба песна, треба музика, треба аранжман, треба ова, па студио, па и таму нешто да се плати за учество, знаеш како, понекогаш што оди. Па ако сакаш награда со жири, тоа се да говориш. Така беше моје време. И сега ми кажа некоја цифра, Сашо, викам, кај ќе најдам сега, викам јас пари. Се присетувам на моментот кој што се случи 2 или 3 сати претходно ова, чекам да се раздени, 8 сат се враќам во ресторанот. И му викам на собствени... Не спијам цела вечер. Му викам, Тони, стоиш ли на зборот што го даде вчера, што го вети дека ќе ме спонзорираш? Да бе, вика, не е проблем. Викам, сега е време. И тој се зачуди како сега ноќеска правиме обед, ти најнеш ти после 6 часа. После 6 часа, да. И му ебасувам сега целата ситуација во ред, вика, направи барање се од фирмата, ќе ти платам таму се што треба, аранжман, музика, нели тие студио, окей. Тоа беше мојата прва песна со Сашо Ливрински, наставив на Роса Фест. Престижен фестивал, мора да признаеме. 2009 година беше тоа. Периоди, да. Испеав една добра песна која што денес ми е една од моите најомилени и не дека е прваче во мојата кариера, навистина е добра песна, на свадба Меканат се вика. Бис имав, верувајте ми, се повратив повторно нели на подиумот да пеам, кога се враќам за сцена, повторно доаѓа некој човек, вика, хело, вика, јас сум Митко од Австралија, сакам, вика, да разговараме после фестивалот, да дојдеш да направиш турнеја во Австралија. Ти се чудиш. Ја викам, господин, викам, јас не знам, не сум пеел до сега, викам, јавни настапи така, ниту имам песни доволно снимано, ниту имам репертуар. Во еден момент помислив, верувај, дека ова е скриена камера. Да, ме местат нешто. Гледам позади мене, мислам, сега Благоја Груевски беа на ум, викам, овие постарите, викам, сега знаеш како е како војска гуштер кога ќе дојдеш и ќе ти направат некоја сега. Тапчи се и двајцата. Викам, ова е скриена камера. Го викам Ливрински, пак човекот оберба, викам, Сашо, викам, човеков дојде ми ме нуди за да одам во Австралија на турнеја. Прифати, вика, го познам човекот, вика, сериозен е. Значи, не е, викам, скриена камера. Не е скриена камера. Седнавме да разговараме после со истиот човек. Ми понуди турнеја за после 6 месеци од тој момент во Австралија. Јас му викам, немам ниту песни, ништо, викам. Вика, ќе ти давам јас капар од напред, колку ти треба, има 6 месеци да направиш барем 8 песни. И така и бидна. За 6 месеци 8 песни. За 6 месеци. Првите со Сашо Ливрински ги стокнивме сите тие. Така нешто 6 Каква приказна, се зела интересно. Да, се случи првата моја турнеја, па потоа нели телефоните веќе почнаа да звонат. Знаеш колку твои колеги чекаат, колку години чекаат за прв настап во Австралија на турнеја? Значи познат твои колеги после 20 години. Јас 12 пат бев сега се нели пред 2 месеци последниот пат. 12 пат. Првата турнеја одиш во Австралија, нели после прва турнеја. Практично една година веќе кога се бавиш со целата. После првиот настап. Има луѓе колеги вистина кои има и по 20 години кариери и фестивалски настапи и секакви што не биле. Што до сега не биле. Пак ќе кажам,
Можеби тоа е Божја волја или можеби е и дел па и од тоа што го работам, од квалитетот или таа енергија која што ја дава, можеби некој ја цени. Таа е многу специфична публика, австралиската, македонската публика. Би можело ли да ги споредиш, да речеме, австралиската публика и македонската публика во твоите настапи, бидејќи јас дали сум застанат во времето, морам да признаам, ама некако ми избега, нели, овие нови трендови кои што се случуваат со турбо фолк, техно фолк, како и да ги викаат, сите овие напливи, и гледам вредностите на, за жал и на млади луѓе се вртат према некој што изгледа добро, а што не пее добро и така натаму. А од друга страна ние вадиме, нели, една цела генерација на квалитетни интерпретатори, вклучително, значи, говорам за твојата генерација, стварно сте една нова генерација која што не сте нова, него, нели, од поновите генерации, кои што има многу добар белег и кои што исклучиво се држи до македонската музика. Многу твои колеги постари, нели, знаат на секој свој настап, мора барем до 2-3 песни од А за помладите да не спориме. Да, или Види да е Мирослав Илич добро. квалитетно, ама некој Тоа е квалитетно. Десингери, како го викаат, десингерица или како Тој што ги мава со шевелта. Да, што ги тепа и што плаќаат за тоа. Што плаќаат. Многу мазохистичка работа. Да. Може ли споредба напред? Прво Знаеш да како? спориме за наша публика. Имаме ли ние добра публика во Македонија која што ги цени овие вредности на Ова е македонската многу народа? широка и комплексна тема. Навистина за оваа тема да разлобиме комплет, можеби ни треба 10 емисии, нема да завршиме. Ќе се обидам на кратко моето мислење да го искажам. Сега не знам колку сум јас во право или не, нека пресудат слушателите, но она што го мислам јас. Во Македонија се створи некоја добра позитивна клима за создавање на музика веднаш после осамостојувањето. Некои ја нарекуваат постарите од времето на Војо, Пепи, Ефтоите, златна доба. Јас сметам дека и тогаш не беше златна доба. Може да биде сребрена доба. Мислам дека зенитот ние се уште го немаме достигнато. И така и се согласувам со Но сепак таа доба беше најдобра во однос на сите периоди до денешен ден. Да, почна се појавуваат фестивали. Се појавува Продукција почна малце да продукција во Ландово, македонските медиуми со национална концесија емитуваа. Знаете, имаше, нели, мини концерт. Да, Концерт вечерва 45 минути песни од Војо, утре од Ефто, од Така, па Васка, Чалги, и па така, ова, Чалги. па. Сега тоа за жал го нема и тоа се создаваа некои песни и кои што остана хитови до ден денес. Песни од Филиграни, песни од Цветници, песни од Валандово и така натаму. Потоа, кога таа генерација може би влезе во постарите, во тие позрели години, јас сум секогаш за тоа да музиката напредува. Ние не мора аранжмански зборам. Да. Ние аранжмански мора да напредуваме. Да, знаеме често се повторуваме. Ние Одно знаеме да го често. познаеш авторот, дури вака. Да го познаеш. Ако се разбираш малку музика, дека ова е на Петко и песна. сега повторно, по она што сум познат по многу гласно зборење и критикување, повторно ќе кажам, јас само моето мислење. Во тој амбиент, кога требаше да продолжи тој процес на создавање на таква македонска добра музика, што се случува? Се појавува субвенционирање на тие фестивали. И тоа се добри награди. За наши услови, пример, прво место 15.000 евра, второ место 10. Почна Светници коли дава едно време. така, беше така. на времето, да. Што се случува, што е хендикепот? И каде е таа запирка, односно сопка во создавањето на таа македонска музика? Почна да се појавуваат едни исти автори кои што создаваа музика и ја наметнуваа како правец кој што е единствен и кој што треба да се негува во музиката, а тој правец не може да го одредите и да биде критериум и репер да се создаден по ваш вкус. Така. Различни вкусови секој Имаме различни вкусови и како што имаме јазично подрачје, нели, така постои музичко подрачје. И теквешката музика е македонска народна, и кичевската музика, и беровската музика, и челгиската, и лиринската, така. И ние не можеме сега овие серенади кои што создаваат тие два тројца автори за фестивалите, мора да е таква песната. Зошто да мора да е таква? Затоа што тие мора да бидат автори, за да бидат дел од наградите. Од наградите. Тоа па стана и директори, и од тој директно кодач. спасен. Многу композитори станаа директори на фестивали. Многу. И уметнички И директори. тоа, и тука беше финтата, сакаш да пееш на фестивалот, си има и тарифа, нели една. Толку пари ќе си платиш и песните наликуваат една на други. Знаете ли, Немаш нака да извлечеш хит некој, нели? Може би не знаете, ве прекинав се извинувам, дека мојата песна која што е
пак ќе звучам нескромно, не сакам да се фалам, тоа е факт. Една од најслушаните во моментов и на Балканот, таа ќе ти дојдам, таа песна мене ми беше одбиена на фестивал. Стварно? Да, На кој фестивал? на Валандо. Одбиена. Одбиена, да јас се поднесов, одбиена ми беше, ајде да не испане навреда, повторно да не споменување имена, можеби некогаш ќе и напишам и тоа се ќе се знае, и тоа сигурно ќе направам во мојата биографија, пишувам и биографија нека си. Мемориите се објавуваат обично Со изговор дека знаеш оваа песна не е како што треба, кичевски некој си мелос, ќе ја одбиеме, ама многу сакаме да учествуваш на нашиот фестивал и потребен си да бидеш дел од нашиот фестивал и затоа ние за тебе Спасенчо чуваме на наша песна. Толку кошта сега да душе? Не. Не, или без пари? Не ме понудија за тоа, за да кошта, за нив беше доволно да излезам да ја испеам нивната песна за да победи, за да си ја дела наградата. Ја викам вака. Јас сум флексибилен и сум објективен човек кој што знае да прифати и реален она што е Сугестија, добро. да. Ајде викам ќе ставиме двете песни. Ако е вашата песна подобра од мојата, бидејќи јас сум автор на мојата, со задоволство ќе ја прифатам. И зошто да не би ја прифатил, и да е песна, ако е добра, там ја одговара мене, нели ќе напредувам во мојата кариера. Значи јас немам такви суети или комплекси да мора нештото да е мое. Се што е добро ќе го прифатам. Тоа и за мое добро. Апсолутно, да. Ја слушам песната, некој ја сетрила лајка. Од моја гледна точка. Да. Може би за некој е добра. Јас зборам во моје име лично. Не Зборам не не е моја песна. генерализирам. Не е мој стил така. Так. И што се случува? Мојата песна ја одбиваат, јас не прифаќам да ја пеам песната. После тоа си ја снимам јас мојата песна, нели, приватно студио и така натаму, мојата станува огромен хит. Во моментов има преку 20 милиони прегледи. Осте што стана хит, туку постане регионална звезда во тој момент. Па можам да кажам Со дека тоа сигурност ми е, беше тоа навистина го- огромна одскочна даска и многу луѓе ме препознаваат и ден денес. Надвор од Македонија, тоа сакав да кажам. Така, Популарни така. познаци таму. Ќе зборим и за тоа, и за какви понуди сум имал поради таа песна и така натаму. Мојата песна има 20.000 прегледи на YouTube, затоа што и тие се репер. Тоа го отвора како слушател, не, нели како го не. го отвора слушател и си го прави денот поубав со една песна. Додека таа песна што ми ја нудија тие, еве после 10 години можеби има 10 прегледи. Така. Значи, да се навратиме на првото што ми го поставивте, зошто се изгуби музиката. Тоа е една од причините за да се положи патот на оние почетни доаени која што ја создава македонската музика, за да ја наследиме ние. Значи, таквите луѓе кои што почна да ги дискриминираат квалитетните интерпретатори и квалитетните автори со цел за нивно лично збогатување, придонесува да дојде до уништување на македонската музика. Значи тоа му е слично како во политиката. Некој за личен интерес се ќе направи ќе испроведе, но за личен интерес не гледа за народот. Многу фестивали така го изгубија тражот, многу онака од основната идеја што им беше, знаеш. Да. И воспоставување на некои си критериуми за квалитет, но критериуми создадени врз база на личен вкус. Значи јас како Спасен Силјановски, како сум директор на фестивал, требали да ги интерес пасен. или секако Интерес. тоа, требали да ги примам само оние песни кои што се во стилот на кој што мене ми се допаѓа на кичевскиот? Не, мора ни да сме широки во нашето размислување. Бидејќи имаме различни стилови, Македонија е огромна територија. Имаме и егески, имаме и пирински песни, имаме и дебарски Тоа ли песни. беше причината што те прифати вака добро во регионов? Добрата песна, еве на македонски јазик пееш, те сакаат и бугари, и срби, и грци. Те сакаат, те слушаат, значи нема тука ништо да се Има каже. една иронија да ја наречам, па можам да ја речем и поеќе ме сакаат можеби надвор како дел од одредени луѓе на кои што им сметам внатре. Добро, за видлукот, како викаат во Источна Македонија, тоа е една од Тоа си е работите кои што тоа си го имаме ние во си го имаме како проблем во Нашиот Македонија. луѓе, не може никој да ти го прости успехот. Да. Ali тие се медиокритети кои што не се фокусираат самите на себе и проблемот свој, од нивниот неуспех да го барат во себе, напротив го барат во тојот успех. Да, до 4 се мрзат, ги мрзат сите, од 4 себе се мрзат. Себе се мрзат. Себе после тоа. Ајде, кажи ми, која е формулата според тебе? Што мислиш да се тргне повторно, нели, да добиеме на квалитет, на разновидност, на
еден шијак диазепам на музика, бидејќи ние сме многу познати нели по нашиот ритам, по сето она што го правиме во Македонија. Што мислиш, која е формулата? Потребни ли се нови автори, млади автори, нови песни ли да се прават, какви песни да се прават? Заради тоа што мора да се признае, во регионов имате такви машинери естрадни, кои што го грабаат просторот, нема тука пардон кај нив, наметнуваат своји луѓе, своји приказни, а вие сте во моментов, кажано, поставени сами на себе некако. Вака. Морам пак да налезам сега во тој дел кој што не сакам да го разговарам, ама ме влечете за јазик. Пред се, зависи од самите нас како народ, од нашите слушатели. Јас компонирам и творам за публиката. Од нив за мене, од мене за нив. Јас мојата енергија ја разменувам. За жал, во Македонија имаме дефицит на национална свест и на љубов кон она што е свое. Ајбек, нема да зборам за спорт, нема да зборам за хирургија, да зборам за музика во она бранша во која што јас се занимавам. Не постои нација или народ во светот каде што повеќе ужива во туѓа музика во конкретниот случај отколку во својата. Ние сме, ја не се ставам во тој кош во никој случај, голем дел од нашите македонци, единствен народ во светот каде што упорно поддржуваме и љубиме повеќе нешто туѓо од собственото. И не само што љубиме, се бориме за тоа. За да туѓото доминира кај нас. А нашите да ги трнеме. Нашите да ги трнеме. Вие сте селјаци. Сите што компонираме и што пееме македонска музика, ние во очите на тие луѓе сме руралци, провинцијалци, селјаци. Кај викам, како почнала македонската музика? Македонската музика, знаете ли... Македонска Македонија од тука е од селата македонската. Имаме и селска и градска музика, ако веќе ги дела така. Ама и не треба и да се дели. Ама ако ги делат веќе така, и не треба да се дели, имаме нели чалги, имаме ваквира. Многу чудна работа. Значи ти ако пееш на народна, нели, ново создадена македонска музика, спасене селе. Дефинитивно. И видиш што се случува. Ако го слуша тој Аца Лукас, истиот тој е градски тип, фраер, ваков, таков, нели? Да. И имам многу случаи за раскажување кои што лично сум ги доживел. Доаѓаве, пеам, да речеме, во кафана или на свадба, пеам песна која што сум ја снимил или јас, или мој колега, или било кој пред можеби 3 месеци, нова песна. Ја пеам таа, но бидејќи на македонски јазик, ти викаш што е со овие стари песни, како стари, викам, ова песна е пред 2 месеци извадена, нова од мој колега е, песната е топ. Дај нешто помодерно и поново. Повелете, викам, слушам, што предпочитате? Па може и тебе сам сит кафаном. Помодерно поново. Пред 40 години песна. Замислете кој абсурд. И не можам веќе се изморив да се докажувам јас од тие луѓе. Так. Што е она што мене најмногу ме чуди. Значи, кога влеговме веќе во прашањето за племотиката, би сакало, ако има време, да го... Слободно имаме колку сакаш. Се да го разлобиме. Мене многу ми е јасно да некој кој што живеел во период на Југославија, генерација повозрасна, моите родители се школувале можеби во градови надвор од Македонија. Сме гледали југословенска телевизија. Југословенска телевизија, војска во Алексинац, Босна и така натаму, девојка од Белград, можеби некој работел како коноба на кнез Михајлова и така тој живот. И апсолутно ми е разбирливо човек да посака да порача таква песна од тој регион, можеби, каде што го влече, за да се потсети на неговата младост. Сосема апсолутно ми е разбирливо и непогрешливо. Легитимно е тоа. Но кога ќе дојде дете родено во 2005 година или во 2010, сега 2025, 15 години, ќе ти порача песна некоја се од тие... И тебе сам сит кафано на 15 години ја пее, нели? Да, негова песна е. И од некои шунтерски песни, не знам, кои што сега се компонираат, која нема додирна точка со неговото детство, со неговиот живот. Со ништо. Сега прашањето што следува. Од каде тоа дете дознава дека постои таа песна? Од телевизија, валјда, од тата, од мама, од кој го другото? Од медиумите, така. Во најсилните термини на нашите национални медиуми се емитува Пинкови звезде, Звезде Гранда, Никад не е касно. Се емисии кои што пласираат
Па тоа нешто ти зборев, таа пропаганда, опасна машинерија што ја има, нели? Еднаш пробај бугарите со нели таа Планет телевизија. Да. Влегува нешто, па се повре, па дојдоа после србите. И повторно се наврати. Си ги препеа песните едно други, го што гледа вака многу песни наоѓаме едни на други како се препеуваат. Да се навратам, знам дека слушателите после кога ќе гледаат рилсови, верувам од овој подкаст, јас сум, ако некој повеќе од мене слушал музика, нека крене рака и нека дојде, јас сум слушал се и се што. И почитувам секако вид на музика. Пријател личен сум и со Мирослав Идич, сум бил кај него дома, сум бил кај Звонко Богдан Војводина дома. Сум модел да ги слушам, да ги учам и на Роштилијада, и на Купарезијада во Мрчаевци. Тие се големи имиња пејачки. Значи, апсолутно немам против. И Мирослав со татко му пееше на времето, не знам дали знаеш. Истава приказна како тебе. Татко му има научено да пее. И пеја преку моралот. Значи, апсолутно ги почитувам бескрајно. И ја сакам таа музика. Но повторно ќе кажам, пред се си ја сакам мојата македонска музика. Не може да ми е помила туѓата музика од нашата. Се што се прави тука кај нас со таа пропаганда? Кај нас се создаваат херои. Буквално херои се прават. Имагинарни. Имагинарни херои, од десингерица се прави херој да биде на моето дете и да му пласира таква музика, таков шунт, Тоа што се тепа публиката. кој што е штетен за општеството, а камоли за воспитување на за деца. културата. Се прават херои од немакедонско потекло на нашите македонски деца. Се прават хитови на песни, види, психологијата е широка гранка која што секој не може да разбере. Луѓето не разбира дека тоа е програма. Јас можам, верувајте, 5 дена се подружите со мене, ќе ви наметнам песна да ви биде хит, иако песната Нема врска. не ја бива. Да, нема врска. Значи ќе ви ја наметнам и ќе ви биде хит после 3 месеци, ќе ви се врти низ глава. Се е тоа програмирање, нашиот мозок е компјутер. Така ги програмираат нашите деца да го слушаат. Сето тоа е пиар пропаганда на тие, и пак ќе речам, политиката е тука моментот. Добро, треба ли закон да се донесе во медиумите? Треба се донесе дефинитивно да се закон, знае кога ќе токму се на слуша тоа. македонска музика, колку Пред ќе се треба се донесе закон, ново доначунување на сите приватни продукции кои што носат странски изведувачи. Ако е за мене 10%, рекираме сега, за него ќе биде 60%. Како во времето што го правеше Југославија, вие повеќе можеби памтите, се сеќавате со Јужни ветер кога се појави. Да. Јужни ветер донесе некој правец нов, кој што не беше автентичен со тоа што значи југословенска музика. Да, Нешто мешовина од некој. Да, и Шемса Сулјакоvić беше со него почетокот, Така. таа приказна. И сега, владата ги оденачуваше. Знаете ли колку во тоа време? 99%. О, браво. Дефинитивно. И денеска Хрватска го прави тоа, со нивните медиуми. Вика, ако пушташ хрватска музика, плаќаш толку данок, Или не плаќаш. Да, а странска Ке те субвенционирам. Толку. Ние што го правиме? Еве еден пример. Дали знаете дека од Сдружение за заштита на авторски права ЗАМП, мислам, не сум 100% сигурен во цифрите, но мислам дека 30% од буџетот годишен излегува во Србија. Да, и еден податок да ти кажам, пред 10 емисии гостен беше Антонио, човек кој што цел живот работи со музика Димитриевски, нели, кој што и он каже една фрапантна цифра, вика дека 1 милијарда евра од Македонија се изнесени неданочени од странски пејачи. Е така. 1 милијарда, вика. Ама зошто, вика? Сега, вика, нема менаџер, него кафанџијата, се јавил бифеџијата. Видете, ова цифра ја што ја зборувам, Да. од 30%, тоа се само од оваа бројка која што ја знаеме оданочена, песните кои што ги пеат тие по концерти, по кафани и така натаму, за кои што си бараат авторски права. Излегува 30% од буџетот од околу 5 милиони, не знам колку изнесува во ЗАМ буџетот, отприлика. Таа е страшна. За неоданачени, да не збориме, сега ќе пее во Штип Динол Мерлин, тарифата му е 100.000 евра. Никој нема да плати данок на тие пари. Тој пари ќе ги изнесе од Македонија и ќе ги троши на друго место. Тоа е штетно и за културата и за економијата. Ние многу доцниме со тоа размислување за да го решиме, да ја решиме таа проблематика. Многу сме назад, многу доцниме. Деве хрватите го решија тоа спас. Значи они донесоа многу интересен закон, ова што да го кажав, сега тераат таа работа, да ти е милина да слушаш хрватско радио и што се случи? Е многу свеж пример. Значи Томсон направи концерт на Хиподром во Загреб, собра скоро 500.000 луѓе, така?
Лика 400.000, колку рекоа дека биле таму? Па пола милион платени карти, збориме да. на отворен простор. Вика, Историски концерт. Така во свет. човек кој што бил забранет да излегува од Хрватска, да пее, да настапува. Радикален патриот, националиста. Сите тие останати работи, и кои други што термини. тоа си ја сака само Хрватска. Така. Направи концерт и тоа во Загреб, нели векаат порадикалните елементи на Хрватите, веле на пример, имамо таму човекот направи концерт со 400.000 луѓе кои што плачеа, кои што доаѓаа, кои што уживаа во целата таа работа. Што мислиш ти, дали Спасен Силјановски, ако сака да направи концерт голем, отворен во Македонија, сега ако Томсон не можеме 400.000 да собереме, не сме толку сите, нели во моментот? 4. Да. Не, еве, правиме бројка, стадион 20-30.000 луѓе. Повторно проблемот е кај нас во нашиот менталитет. Дали би добил подршка, што мислиш? Дали би размислуваше на една таква работа? Би добил. Мислам дека моментот е сега, периодот е да Сум најдобар. размислувал, имам доста прашања околу таа тема, кога ќе направиш ти голем концерт, кога ќе што подразбира голем концерт кај нас. Јас сметам дека не можам да наполнам Борис Борис Трајковски. Лично. Зошто? Затоа што ние не сме Томпсон. Во која смисла? Цеца ја викаат мајка, српска мајка, затоа што има патриотски ставови. Томпсон е хрватски татко затоа што е патриот, се бори за државата и сака. Ние патриотите кај нас сме селјаци. Така. Тоа е она што го зборевме на почеток. Но мислам дека мене нашите ќе ме бойкотираат прв. Да, но мислам дека времењата треба да се променуваат и треба да се Треба да пробаш. се почне рестарт, верувајте, Александар, треба кај нас да се рестартира. Збориме во доменот на културата. Еве особено во музичката бранша. Мислиш ли дека актуелната влада, актуелниот министер за култура има капацитет нешто да смени, да помогне во тој дел? Дали мислиш дека ако нешто направат ќе добиете третман како што барем заслужувате достоинствено да имате еден статус во самата држава, бидејќи за вас како говорам естрадни уметници, луѓе кои што пеат на македонски јазик, често пати ви се наоѓа, имате и екзистенционални проблеми, големи, имате и проблеми баш со јавноста, со луѓето, нели, и прифаќањето. И на крајот на криштата секогаш сте ставени на втората линија, нели, позади оние така наречени звезди кои што ми се по околинава. Мислиш ли дека има капацитет? Може ли нешто да направи државата? Ќе одговорам само со едно не подпрашање, туку со една констатација. Еве ќе ве замолам вас и сите кои се заинтересирани само да ја погледнат листата од конкурсот кој што беше за субвенционирање на македонска народна музика и нека погледнат кој ги има добиено субвенциите. Тоа ќе ви го даде одговорот на вашето прашање. Така, јас не сум запознат, но ќе проверам. После емисијата секако. Ајде да проговориме за наша Македонија, за твоите настапи. Дали имаш чувство кога збориме за културни манифестации дека одредени региони, одредени места од нашава држава се тотално запоставени? Како таму да нема култура, да не постои, да нема никој? Благодарени на само иницијативата на мештаните кои што живеат во тие региони, верувајте дека културата повеќе видее кај нив отколку можеби во центарот на Скопје. Благодарение на нивната само иницијатива. Луѓето знаат по тие мали населени места или по села да си направат, да си доведат музика од сопствен буџет и да си се соберат сите и да си направат на таква веселба, каде што кога би видел урбан лик, да кажеме повторно, ќе потенцираме некој Велеград, не знам, Скопје на прво место, нели, за така. Татко му ги продал нивите, па дошол до Скопје и сега тој ти продава граѓаштина. Овој Керчеве на селјак е на Оро се фатил, играво мислеше во Пополжан или не знам каде. Па вие видите пример што се случува во Егејска Македонија. Да, она ти Овчарани Милина да ти го гледаш. Јас она, таму да ти... пеев 2 години, лани мислам и преклани пеев 2 години поред во Овчарани. Јас сум плачел. Од 10 години до 80 години, се е на оно, младо, старо, да ти е мера да ги гледаш. Да се чувствуваш, на вистина, да се чувствуваш свој на своето. Свој на своето дека си македонец. Да се не знам, емоцијата не може да се изрази каква емоција е таа која што доаѓа кога ги гледате тие луѓе. Дојдете кај нас во Македонија, во Скопје. Денес ми дојдоа, пред да снимаме со ваша емисија, пред 3 сати, ми дојдоа на гости двајца колеги од Турција.
турци музичари, едниот е пееш, другиот свирач. Тука ќе бидат 4-5 дена из Македонија, викат вечер сакаме вика да не шеташ на македонска музика. Си викам во себе немам каде. Треба да ве носам, можеби во Охрид ќе најдеме нешто. Ема не. Ова да. Чалгија некоја да. Јас ве уверувам сега да излеземе двајцата од студио, да почнеме од Ѓорчи да завршиме во Илинден. Секоја кафана каде што има музика. Ако вие слушнете македонска музика, јас се откажувам од кариерата и се враќам во моето мило и родно Попожаник и си работам земјоделие. Значи, ние не знаеме, ќе се навратиме, повторно се вртиме во иста тема, ние не знаеме да си го почитуваме пред се своето. Знае дошто? Помодарството. Да. Ние не можеме да одлучиме самите што е добро. Чекаме да ни каже некој друг. Па сите тоа во Југославија се велеше дека во Македонија ниту игре, ниту пее. Ние не знаеме тоа да го оцениме, да го искористиме. Бугарите сакаат да ни ги пригреват песните и ги препејуваат нашите како нивни, овие не знам како сите плача на македонска музика и уживаат, ние не знаеме да ја цениме. Пошто кога имаш така власт како изминативе 7 години што не име гаре за никаква национална припадност овде во Македонија. Да шукнам на дрво. Ги нема веќе да. И да не се повтори. Да не се повтори тоа. Кажи ми, оваа емисија ние често пати не знаеме да говориме за лажни вести во целава работа. Твоето име беше злоупотребено во медиумите пред неколку години. Како се справува човек со такви удари? Многу пати е било злоупотребено. Кога медиумето а вистината доаѓа дури таму после некој период. Значи, он објавува медиумот, си кажал што си кажал, направил кикс, излажал, ти си ја кажал вистината, дошла после некој период, ама штетата е направена. Како се справуваш? Јас сум веќе имун на тие работи, навикнат сум на секакви напади. За жал кај нас има одредени квази портали, да ги наречем, кои што ја злоупотребуваат вистината за своја сопствена гледаност и лајкови, односно ќе напишат одреден иритирачки наслов, кој што е далеко од вистината со текстот, а луѓето за жал, ќе повторам, кај нас има многу медиокритети кои што не ни го читаат текстот, само насловот и се палат по тој наслов. И ќе почнат со плукање, со негативни коментари, со навреди. И тоа лични персонални навреди што нема врска ни со песната, ни со тоа што си го кажал. Нема апсолутно ништо со тоа. Зошто спасен дека? Тоа е фрустрација. Тоа е фрустрација од луѓе кои што се неуспешни во животот свој. Прават ли штета вака, како се чувствуваат твоите блиски кога е спукната, да речеме, условно таа афера? Како ве молам, подсетете ме за која афера збориме конкретно, затоа што многу афери се. Говориме тогаш извадија пред некоја година, нели, во медиумите една изјава па друга, па после беше оној моментот со нели дека спасен се степал на едно место со 12 души, па после тоа бил под дејство на алкохол. 400 афери вадаја за тебе, па се бркал со полиција, па после испадна дека не е така, дека тие те следеле 2 часа, оделе по тебе, дека собственикот на ресторанот те кажал дека ти си кажал дека да, јас се напив алкохол, меѓутоа не направив никаков проблем целата, меѓутоа толку го напумпаа тој момент тогаш таа цела една приказна, која што направи, нели, предпоставувам штета. Има моменти каде што одредени портали за сметка, за нечија сметка и нечија штета, немаат милост, апсолутно, кај нив не постои морал и етика, се со цел за нивно лично збогатување, лајкови и прегледи. Од друга страна, имаме дел од народот, од луѓето, кои што едва е чекаат да се појави такво нешто и уште повеќе да го потпалат, знаејќи ја вистината. Така. И да знаат дека тоа не е така, но имаше многу искрена изјава, тогаш си кажа, многу човечки, многу коректно што прави. Има нели, те читав и на Facebook имаше и целата таа работа. Имаше ли последици некои луѓето, пријателите твои? Најповеќе она што мене лично ми смета е што веќе моите деца не се бебиња. Машкото има 12 години, девојчето 10, сите имаат телефони, имаат социјални мрежи, имаат TikTok и кога ќе прочита, јас сум воопшто не ме интересира дали некој ќе ме навреди или ќе напише нешто негативно за мене. Јас знам кој сум, што сум и не треба се докажувам на никој. Так. Јас сум задоволен од тоа што го правам и сметам дека сум барем одам по тие честни патеки. И сум искрен и со честна намера, немам никогаш задни цели. Сега кога ќе некој таков бот напише некој негативен коментар и навреди, децата ми се нервираат. А боли тоа? Тоа ме иритира најмногу и во момент кога неоснована навреда или критика. И децата знаат, ја знаат вистината, ме знаат, мене ќе ми рече машкото, тато, кој е овој, кај да го најдам, зошто вака ти пишува? Викам, тато, ќе се навикнеш, јас сум јавна личност.
И во светот, знаете, имало еден човек кој што безгрешен, кој што шита на земјата, па го раснале на крст. Го распнала крста. Што е за жал, мислам дека и дури сега да се појави повторно ќе го распнат. И викам, па кога него го распна, тој животот свој го даде за сите нас, а тие го распна на крст, па што останува за мене? Луѓето не може да го гледаат вашиот успех. Јас сум еден од оние кои што, и како што ме најавите, гласно размислува, ја секогаш сакам да ја зборам истината, не можам да... Знаете која е формулата за успех? Еве, за да бидете еден сакан пејач. Само зборувајте тоа што сака да ослуша народ. Па, 90% Македонија функционира така работите. Јас не можам така. Ја морам да го кажам тоа што го мислам и вистината да ја кажам. Тој го кажа во најавот, имаш тој став свој. Морам да го кажам. Добре, имаш ли некоја порака да им кажеш на луѓе што читаат лажни вести, што се закачуваат? Што би им кажал? Ама книгата има две страни. Дај луѓе прво отворете, отворете не насловот. Отворете, прочитате го текстот. Што пишува? Па и ако текстот е напишан така за да се чита помеѓу редови, па да ја уклучите малку мозок и напишете. И едноставно, Тоше Пројаски имаше написано што е тоа во луѓето тажно што живеат во животи туѓи. Голема вистина. Дали, господине ентитету, јас, мојата работа, има некаква допирна точка со вашиот живот? Дали јас можам со мојата песна и со оној што го работам да ви наштетам вас? Не. Дали се познаваме лично? Не. Зошто да ме навредуваш? Што те тера? Може, имаш право, легитимно е. Легитимно е. Да ми искритикуваш. Да ми искритикуваш. Оваа песна не ми се допаѓа. Тука имаш фала. Јас ги прифаќам тие со радост критики, ќе ме направат подобар. Но гол напад онака за ништо. За ништо не испровоцирано, мислам. И знаеш која изговорот, јас сум ги прашувал некојаш, верувајте, од љубопитност, му пишам во порака. Тој викам, господине, се познаеме? Не. Сме се видели во живот? Не. Повикам, не ви се допаѓам? Не ми се допаѓаш. Повикам, смени канал. Да. Не ме гледа, легитимно и да не ми се допаѓаш. Јас имам најдобар друга што не ги слуша моите песни. Ама не ме навредува, не видам тако. Не можам да те поднесам, вика, ти збориш многу јавно, се мешаш во политика, а дали тоа што го зборам, викам, јас е нешто лажно или извртено? Или се факти? Или овде зборам за политика или пеам. Моментов, нели? Да, пеам, да. И сега викам, ама ти како што збориш, вика, за нив, еве така имам право за тебе. Викам, разликата е огромна. Зошто? Јас, мојата доверба, мојата иднина, иднината на моите деца и на мојот социјален и економски моментален статус, сум ја доверил на Александар Бичеклиски да ми го да води книговодство, да ми го работи тој статус, значи тој е одговорен за тоа. Затоа сум му дал доверба да ме представува мене во парламентот. И ако тој не го представува моето мислење, јас имам право да го критикувам, затоа што јас сум го гласал за да оди во парламент. И друго ми ветил. И јас зависам од неговата одлука, од одлуката на политичарите. Но ти, господине, не зависиш од тоа што ќе испеам јас. Никако не можам да ти наштетам. Или можам да ти го разубавам денот, а ако не го сакаш мојот начин на пење, мојот начин на музицирање, мојот стил на музика, слободно мени канал. А зошто да ме навредиш? Никаква допирна точка, ние ниту телепатска немаме. Да, и ти се случило некојаш да се сретнеш со тие лева тетата? Ми се случило. Мене ми се неколку пати животот случило. Ми се има случајно, еднаш го сретнам, не знам кај беше, се сеќавам на еден случај од гостива, некој момче така изфрустирано, почна навреди. Цовки, го гледам на некоја свадба. Свадба каде што пеам. Замислете. И јас пеам на среде воро и го гледам во очи, ама така јас сум како глумам. Ми остана во фацата затоа што почна да пцуе. Јас сум критикувал многу пати како што кажа неве за политиката, на никој не сум спомнал ниту семејство, ниту фамилија. Ни најголемите луѓе кои што сум ги критикувал. Ја критикувам нивната тој виновен и нивната работа, а не приватниот живот негов. Приватно биде си кој сакаш. Тоа за кој што си платен, од кој што јас зависам и ти околу мене и општеството, ќе го критикувам ако сметам недобро. Ама деца и фамилија да ми спомнеш, тоа е непросливо. И го најдов еден и го извади во ВЦ за време на пауза. Знаеш ли како плачеш? Па храбри се за тастатура, ама што да правиш? Сега викам, ама јас извини, бев пијан. Викам, ти тоа што го зошто викам мајка да ме неси опци кога си пијан? Зошто не појде таму во соба кај мајка дека? Него мајка ми ја. Зошто мајка ми ја? Да, зошто мајка ми.
Тоа се идиоти, неписмени, неинтелектуалци. И исфрустрирани луѓе. Исфрустрирани луѓе. Човечката природа некогаш знае да биде и така. Омразата е страшна работа. И е лоша карактерна особина. Да Најлош. И љубомората. И ама од ништо. За ништо. Зошто? Заради тоа што спасен и успешен, популарен, добро пее, сега не може Ама така јас да повторно биде. ќе кажам, легитимно е мене некој да не ме слуша. Да. Апсолутно ми е. Еве има во Македонија, не знам, пример 10 добри пејачи. Од тие 10 јас тројца ми се така добри за слуша и другите се добри. Ги исполнуваат тие критериуми за добар пејач, за добра песна. Но моето уше не може да го свари тој звук. Ама ја не ги мразам, ги сакам. Само не можам да ја слушам таа музика. Исто јас, значи една музика слушаш во животот и тоа не можеш. Готово. Што да не го слушаш хеви метал и техно. Ние не знаеме, ние немаме средина, пример, го сакам човек и го мразам. Има и средина. Јас сум код одредени ситуации многу неутрален. Што мисли за овој човек? Нема мислење. Ни го мразам, да ни го сакам. Немам едноставно. Да. Не можам да имам, не го познам. Не ми побудува интерес. Да. Толку е. Кај нас ако не те сака, Да. мора те мрази. Значи те мрзи. А да го прашаш, абе зошто го мразиш? Не знае. Не знае, да. Да ти одговори конкретно, зошто го мразиш? Спасен. Па не знам. Не ми пее убаво. Па тоа не е причина за да го мразиш, слушај друг. Тоа е проклетството на популарноста, Спасен. Велат ама Јас се чудам, не можам да го Јас разберам. уште еднаш тоа ќе за мене кажам не е нешто. разбирам. Тоа е човечката природа, знае некогаш и така да ако можеме вака да се утешиме. Но ајде да проговориме за твоите идни планови, тоа многу ме интересира секогаш кога говорам за луѓе кои што се бават со естрада. Значи, си почнал во животот да работиш, она што го сакаш. Тоа ретко кој може да му се случи. И сум среќен, верувајте ми, поради тоа. И тоа, знаете колку ми дава самодоверба и храброст. Без разлика, нели ќе кажеме, има луѓе кои што го сакаат тој стил, има и не тоа легитимно, се ми е многу јасно. Но она публика која што ја сака мојата музика, која што ме почитува мене, верувајте ме, за нив се давам 1000 на 100, не 100 на 100. Да, ти често пати ти ги имам гледано на стапите. Пред да збориме за твоите планови за денес, ќе се потсетам и на еден, вака имаше еден многу емотивен настап, не знам на која телевизија беше, кога изведе на песна која што била посветена на твојата мајка, никогаш не била снимена. Така се сеќам, така имаше еден момент. Песната мајка. И плачеше тогаш. И плаче, и пее. Така оди песната. И плачеше дури пееше. Не може да испеам. Со таа песна ме врзуваше и друга случка, имав некој период, имав проблем со керкичката, имаше некои уште од роѓење проблеми со бубрезите, па лекари, па ми бара огромни цифри. Тоа хаос, јас немав пари. Така, песната ми беше подготвена за снимање. Требаше јас да се влезам во студио, јас снимам. Ми кажуваат во Сестина, ќе ја правим операција, треба цифра 30.000 евра. Јас немам 300 денари во джеп, 30.000, знаеш како родител, тоа се страшни моменти. И излегувам од Сестина, одам, не знам кај одам. Верувајте ме, значи, одам си, плачам, не знам кај одам, не знам, некои колеги ме сретна, Спасен, како си добар. Абе, слушај, да немаш некоја песна да ни даеш, сакаме да снимаме, ти добри песни правиш, китови, и имам, вика. И има продадов на нив песната. Така? Да, така за ништо. И али го памтам тој настав твој стварно. Многу ме врзи, кога ја пеам и плачам, не можам, тоа ме подсетува и текстуално е таква и на мајка ми, и на детството, и на моите проблеми. Знаете, секој во секоја песна се пронаоѓа. Јас секогаш кога компонирам песни, мајка ми претежно ми ги пишува текстовите, 95%, и затоа луѓето викаат ти да не се затворен тип, само мајка ти песни пееш. Не е само мајка ми. Мајка ми најдобро ја знае мојата емоција. Знае таа што може јас да испеам најдобро. Ако не се пронајдам како што викаше овај Сина Сакич, мислам дека, или Тома во некој интервју. Ако не се пронајдам, јас барем 70% во песната. Ја не можам да ја пеам. Ќе испеам механички. Не можам да ја дадам сета моја енергија која што чувствувам. Тоа Френк Синатра го има кажано и тоа баш за My Way, вика, таа песна што со сила е. Така, па секојаш ја пее со сила, ми вика. Со сила ја пее, вика. Истото ми се случува и мене со оваа песна, кога ќе ми ја порачаат, знам дека луѓето ја сакаат. Гласот ми трепери, солзи ми навираат и не можам, и дури некојаш ги добивам особено на веселби кои што се од весела природа, од весел карактер, како свадба, крштевка, викам, ве молам на крај таа песна. Не е за овој момент, викам. И јас ке се расплачам, и вие, а свадба е тука, сме дојдени
оставиме за крај да се тоа веселиме. биде. Да се веселиме. Браво. И Кажи ми, ајде малку за плановите, почнавме, не завршивме. така. Што ќе здрадуваш публикава, нешто ново подготвуваш и спремаш? Сега се спрема Видов овој некој проект има? Да, овој проект сега го спремаме, нели Македонија во срцето носиме, кој што сум благодарен, поканен сум јас во вториот дел, вториот серијал од тој проект да бидам и јас учесник. Јас веќе мојата песна ја снимив, тоа е преработка на една стара македонска убава песна, како што е таа чаша полна со вино. Многу убава песна, Никол Чемицински добар аранжман направи, страшно добар. Ја пуштивме веќе ние во етер, а сега мислам дека од септември. Ја мислам дека Добри Ставревски и Јонче имаат препеано. Да. Кога што се сеќавам. Да. Ја имаат повеќе интерпретатори. Најстарија, како што ги памтам. Така. Ќе почне да се прават концерти, нели ќе одиме во поголемите градови из Македонија со тој проект. 12 пејачи сме, 6 од поп естрадата, 6 од македонската естрада, сите пееме македонски народни песни, изведени во некој помодерен аранжман етно стил. Она што го зборев преска дека ние треба да одиме напред со тоа. Аранжманите мора да напредуваме. Мора да напредуваме во тоа. Не можеме да останеме сега само вистина само со гавалче или некој гајдиче со 5 дупчиња таму, но да ја задржи таа автентичноста и духот на македонската музика. Да не забега во друг правец, премногу, како што се создадеве турбо фолкот пример. Тоа е веќе сосема сквернавење. Ние мора да одиме аранжмански напред. Тоа квалитетно да бидем песната, квалитетно да бидеме и добивката на саундот, нели, на звукот, сега имаме технологија напредна каде што може да се искористат многу елементи. Како вика Спасен, да залепи зубов. Да залепи. Нели, да залепи зубов, вика да биде она што. И потполно се согласувам со тебе, бидејќи во еден период јас се бавев со македонска народна музика, во радио кога работев, и буквално фестивалите во еден период личеа едни на други. Песните личеа едни на други. Да. На свадбите, на веселбите не се изведува, тоа ми беше прв репер, значи како песна фестивалска победила, ваму таму ја нема на свадба или у кафана. Ако никој не ти ја бара. Кој ќе ти ја слуша ако песна не е за во никоја пригода, ниту за на слава дома, ниту за на огон, за на коледен, ниту за на свадба, ниту за на концерт, зошто? Кој ќе ти ја слуша? Зошто ја снимаш? Јас тоа зборам и со колегите често пати, се советуваме помеѓу себе. Викам, песна која ќе компонираш, гледај да ти биде корисна, да му биде на народот корисна. Да побуди емоции без разлика дали тажни емоции или па радостно да те подигне. Но мора да допре на некој начин песната. Па и ние македонците сме познати по тоа. По емотивноста во нашата песна. Ево, ќе ти дојдам во Зладова. Па тоа почнува и во кафанари паци да го види онака како има тоа. Таа песна чувам за ставање пенал. Така? Како на утакмица, знаеш, кога имаше една атмосфера и кога сега е моментот се стаи гол. Тука е моментот. И само кога дојдам и тоа настанува на еуфорија, таа ми е како заштитен знак. А инаку во однос на конкретно на моите лични планови покрај овој проект кој што го работиме, постојано сум во компонирање. Музиката на сите мои песни ја создавам јас, со мајка ми сме еден таков тандем, таа ги прави текстовите. Веќе имам 13 песни кои што чекаат да влезам во студио за да ги снимам, но јас сум таков човек кој што не сака да брза, односно да го почекам моментот кој што е вистински за да се пушти во етер таа песна. И сум благодарен да сум здрав и жив, непрестанно музиката е моја љубов, тоа ќе го работам, една моја желба моментално што ја имам, да ја изразам како желба, да наполниме ние македонските пејачи една сала како Борис Трајковски. А зашто не наполниш, не наполниме? Па јас ги еве, знаеш како за да биде. Другари ни беа многу блиски, уште Панча, остана на ДНК, бев на концерт, беше преполна Борис Трајковски, пример. То и јас бев. Дечки беа добри, одлични, бака ме водушевија. За нас од македонската, од народната фела, од фолк музиката, не мора да сум јас. Верувајте ме, ќе видам среќен и кој било мој колега да направи еден тако спектакуларен концерт, да се знае дека ние постоиме, ние правиме музика, ние негуваме. Сега направија моите колеги Владко Миладиновски и Златко пред месец дена концерт во Филхармонија, стварно преубав концерт, докажа дека можеме да направиме. Ете ти втора генерација на пејачи, да речеме. Не се втора се во јавност, иначе генерации на назад, нели, Стојановски. Имаме квалитетни пејачи ние, многу. Јас повторно ќе се изземам од сето тоа за нашите гледачи да не мислат дека зборувам за себе. Имаме квалитет. Имаме квалитетни пејачи. И потенцијал. Не мора да видам јас. Нека биде друг. Има потенцијал да се направи на вистина голем концерт, но треба да се има слух
од народот. И желба. И желба. А ние имаме желба. Да. Само ни треба навистина голема поддршка. Нашата музика е нашиот идентитет. Баш така. Ние сме биле со векови под робство. Нашите баби и дедовци им било забранувано да пишуваат, да се ги запишат спомените, биографиите, историите. И тие ги пишувале преку песна. Нашата песна е историја. Нашата песна е богатство. И сега вие кога ќе ми кажете оваа македонска песна не е добра, а добра е од Теја Таировиќ, тоа е за мене навреда. Треба да биде навреда и за самите нив, освен ако не се чувствуваат како македонци. Па и да не се чувствуваат тие таквите пеачи од типот на тие се проблеми за во Србија. Верувајте ме. И самата српска фолк естрада има проблем од тие шунтели и турбо фолкери. Нели споменав некако тие Мирослав Илич и така. Но сепак тие имаат развиено национална свест. Пред 3 години Мирослав Илич 5 пати ја наполни Белградска арена едно по друго. Тозовац исто така. Кога ние? До кога ние ќе бидеме? Единствен до сега вака што наполнил стадион во македонска естрада е Гоца Нуда во Струмица пред 20 години, ама во личен аранжман, значи се човекот си плати луѓе, обезбедување, автобуси да дојдат. Инаку прво на овие фолк пејачи нашите беше универзална сала. Универзална, да. Колку се обиде, не знам колку е капацитетот, нека 2000 луѓе. 2473 се сеќавам од фестивалите. 2473 мислам. Многу работи ми искажа, ми остана, не знам до кај сме со ова, дали имам време, сакам да ви помина еден сат, ама слободно уште малку, вака 2 секунди ми помина време. Ќе се навратам интересни факти кога зборевме што треба да се превземе за македонска музика. Пред се треба да се штитиме ние самите себе си. Во секој ниво општествено, не само ние како пејачи. И народот треба да не штити. И политиката треба да штити. И државата треба да штити. Имам... Мај даве негова, вие сте најефтиниот амбасадор на Македонија, вие и спортистите. Најефтин, а најголем амбасадор. Најдобар, да, и најпознати. Знаеш што ова ми се случува, имам 3 интересни случаи. Пред 10 години ми се јавува некој си човек од локална телевизија во Јагодина. Ја не сум бил Јагодина никогаш. Знам дека има огромна популација на македонски светци таму, така. Јагодина, да, и македонци, и пиво познато има. Така, и се вика, здраво, спасен, тука, вика, бараат постојано твои песни, немам CD, вика, да пуштам, дали имаш оригинал. Викам, викам, не е проблем, со задоволство ќе пуштам тоа за мене. Радост, ми бараат во туѓа држава, во туѓа телевизија. Како не, да. Да. Но, вика, ќе ти пратам јас, вика, договор за да го потпишеш. А викам, како договор? Па дека се откажуваш, вика, од своите авторски права. Замисли како се штитат. Да. Јас ќе те пуштам тебе поради македонците тука. Ама нема да ти плаќам. Ама ти да ти плаќам авторски права не. Втора понуда. Ова што кај нас се случува, што викаш 30% шодат парите. Со оваа песна кога стана, ќе ти дојдам, особено во Србија, па и во Босна, сегде, особено во Србија, огромен хит. Добивам покана од продукција српска, да работам за нив, договор од 5 години, знајде за каква цена се работи. Сума, боли глава. Што овде ја мислам дека таа цена, да уште 2 животи да работам. Нема да ги заработиш така. Работам. Јас пресреќен, закажувам состанок, ги земам жена ми, сопругата и децата, викам ајде одиме до Белград, ќе преспиеме таму 2-3 дена, ќе се видам со луѓето од продукцијата. Седнуваме, пречека како крал на вистина. Вика, знаеш, вика, колку тука да ги сакаат твоите песни. Вика, особено ова ќе ги дојдеме, постои другите, вика, многу те сакаат. Вика, сакаме да направиме договор, ќе работи за нас, ќе случиме договор. Вика, од нас имаш 10 песни на почеток, секи ти финансираме ние. 80 настапи минимум во годината, но вика, гласот твој не сме да се слушне ни дома кај тебе за слава. Оке, вика, мајде друго. Вика, пееш 9 српски песни, една македонска. Викам, чекај, како викам таа. И вика, таа, ке ти дојам, ке ја препееш на српски. А викам, зошто? Еве да се фатиме сега од таа песна. Да трнеме од тука. Викам, дали е песната кај вас хит? Страшен хит, вика. И на свадби, и на сплавови, и во клубови со диџеи. Има миксови таа песна со Погледав Теја Таировиќ играше на неја. Да. Што ја спомнаме некој пат. И викам, ја прифатија, онака викам како што јас ја изнесов, да. Па викам, тај вика хит, зошто викам јас да ја препеам?
Нели луѓето ја прифатиле со македонски текст. Му викам, кај нас доаѓаат секој викенд, од кај вас колеги пеачи, не знам па ние на ниту еден не сме побарали да препее негова песна. И ние ги пееме на вашиот јазик. Замисли до кој степен се штитат. И сега викам, Ама лалнека им е, така треба. да, викам, ми давате предлог, ми давате 10 песни, 2 се српски, ова и 2 македонски, односно една македонска, 9 српски. Викам, зошто јас сум македонски пеач? Ти вика, знаеш колку ќе зарадиш? Не ме интересира, викам. Да, поголема е мојата приказна, нели? Да, вика, ти си, вака ми кажа, ти си лудак. Викам, во вашите очи сум лудак. Во моето срце за себе сум херој. И патриот, ќе останам доследен на тоа што сум го почнал. Нема да газам на ничи коски од моите предци. Нема да дозволам децата мои во текот на нивниот раст да шетаат со црвено лице и наведната глава затоа што татко им се глупирал. Доволно е да си го задржам она што до сега го правам. Фала многу на таа клиентела која што ме поддржува, која што ја сакам во мојата музика. Нема да си ја продадам честа за никакви пари. Морам рака ти пражам за мојата. Браво. И ова ќе го има во мојата биографија и ќе бидат наведени имињата и со која продукција и со едно од големите во Србија. Интересно. И жена ми беше личен сведок. Сакам да кажам, на тој начин си ја штитат нивната музика. Ние не знаеме да си ја заштитиме нивната музика. Еве пример уште ќе ви дадам. Овие дечињава наши шураце на пример на такмичење на Звезда Гранда. Тоа е за нив интересно. Океј, ќе појдат. Ама тој ќе направи пари со тебе додека трае. Додека му требаш. Додека трае емисијата, додека те изберат, додека му треба нашите СМС пораки и гласови така натаму и гледаноста. Не те остава, брате мој, да му влезеш на негов пазар. Кај Маковски? Каде е Ристе од Охрид Ристески? Каде е не знам. Па сите наши што победува, една го 5 месеци, 6 до година, му прават некој бум, таму го експлоатира, чао. Толку не постоиш. Готово. Јас сите ги следувам. Другар, ти си македонец. Направи си тука кариера, имаш квалитет. Своја на својата. Тебе се постанало детенце со македонски песни поведе. Така, да. Да, и баш ми е мило. Не ги гледам тие работи, јас многу оддавна Со македонски песни, од прва до последна. Со македонски песни и победи. И му викам, ти ќе успееш и кај нас, зошто? Затоа што нашиот милост го негуваш и луѓето тука, а нема таму тие кои ќе те искористат, па да те фрлат како семенка од лубеница. Така. Спасен, како да ти кажам, беше едно преубаво задоволство. Помина час и Чекај, нешто. Александро, јас сум сега почнав, имам уште многу за зборење. А не, тоа ќе направиме секако уште една емисија. Секако. Мене, искрен да бидам, ме воодушевија неколку работи, човек кој што долги години работел со луѓе од твојата бранша. Имаме надеж, тоа сакам да кажам. Овие твои искрени размислувања и целиот тој природ нека биде еден пример еве за сите твои колеги кои што се бават со целата оваа работа, ќе биде подобро и за него, и за вас, и за самиот крај. Јас само морам да ти кажам дека брзо ми помина времево. Еве јавно те повикувам да ветиш дека повторно ќе ни дојдеш гостин. Секогаш со задоволство. Па кога разговараме особено за музика и за теми кои што можеме да ги разговараме и да ги гледаме од позитивна гледна точка, но има и многу негативности кои што мора да се изведат на виделина за да ги решиме. Нормално ние не можеме да тапкаме по рамо секогаш така. и да правиме само штета. Ние мора да пред се самите да се критикуваме. Ми ќе се навратам уште еднаш на оваа проблематика која што во моментов е најголема проблематика во народната музика. Ние страдаме од себе си. Не ни е нас виновна теја што доаѓа или јацања. Биваме тој што ги вика и тој што ги слуша. И мене да ме викнат, не знам, во Африка да пеам, кој сака нека ме слуша да ме. Ја ќе појдам, ќе земам пари, ќе си пеам моите песни, ќе си заминам. Ние да останеме наши достојни на она што сме, на она што е наш, музиката е наш идентитет, како што кажав, не може моја колешка квалитетна или колега влегува во првата песна, влегува во ресторан, сама почнува со српска музика. Зошто бе, тоа е Македонија, бе, како можеш? Так. Јас ќе повторам, да слушнат сакам и нашите гледачи. Верувајте ме, безпрекорно ја ценам секоја музика, поособено од музиката од поранешните балкански држави. Така. Јас децото мое имам половина роднини ми се Белград и Сомбор. Сум го поминувал таму по 2-3 месеци, сум слушал музика и толку многу ја сакам и немам ништо проблем и јас да седнам и да запеам српска музика, пример. Не сакам да ме разберат погрешно затоа што порталите, медиумите погрешно го толкуваат тоа.
Ја ти им кажеш дека има кој да си пее српска музика, јас пеам македонска. Јас ако Нели не го така? сакам татко ми или мајка ми или син ми, како ќе те сакам тебе? Не може никој да Значи те ја сака мора да го повеќе, сакам прво моето, па после имам место и за се друго. Ние мора да го негуваме она што е наше, тоа што нас не идентификува, тоа што ни е нас во душата, па потоа можеме да негуваме се, а особено во овие периоди. Каде што имаме на вистина голем проблем на политички план со идентитетот. И ние треба да станеме цврсто. Кирил Лазаров ќе си да стане цврсто со ракометот. Наум со песната, Спасен со песната, Кедев со хирург таму, секој во својата област ќе ја поддржи нашата култура, оноку колку што може. Пандев со фудбалот и така натаму. Но цврсто да си го штитиме она за кое што вреди да го штитиме. Ако не вреди, јас зошто би се малтретирал, би губил време, верувајте, љубовта ке музиката ми е пред се пред финансискиот бенефит. Верувајте ме. Ти преку музиката ја изразуваш Ја имам љубовта кон Македонија. Ја имам Тоа е среќа што така. заработувам музиката. Да. Тоа е среќа за мене. А пред се тоа го работам од љубов. Фалам на Бога, ете и заработувам од тоа, значи заработувам од нешто што во кое што уживам. Тоа И е, да сакаш. сум пресреќен. И затоа сум храбар секогаш да се искажувам затоа што ќе ми земе мене. Јас сум Душата не може. душата не може, Бог ми е дал дарбата за музика и кога ќе Бог помисли дека е доволно, тој ќе ми ја земе и тоа е. Така. Но до тој момент кој што ќе биде за многу години од сега, Дај Боже. да го видиме спасен на еден голем концерт од 50.000 овде во Македонија. Тоа е мојот сон. Не знам Кој дали што ќе се случи, и ќе видиш дека ќе се случи. Мене ми останува ти за благодарам од ното на душата уште еднаш во името на целата оваа екипа која што ја га работи проверите за овој прекрасен убав муабет кој што го направивме. Ти посакувам многу успех пред се на професионален план. Исто така ти посакувам среќа беритијат приватно, гледам дека си посветен родител и семеен човек кој што си го сака Благодарам. Тоа е кој што моето си га многу богатство. семејството. И да продолжиш така храбро и машки понатаму во борбата за презентирање на Македонија и македонците. Благодарам пред се за поканата. Едно општество ќе биде здраво само доколку имаме здраво семејство. Едно тело е здраво почнува од неговата здрава клетка. Така и кај нас. Имаш здраво семејство, имаш комуникација, кохезија, љубов, фамилијата, децата на блиските, па после сите други, така ќе се шириме и ќе ја шириме љубов. Така и во музиката е. Ние да го изградиме, да го сочуваме тоа што е наше. Да го промовираме, видите, ви од Колумбија доаѓаат луѓе тука пеат. Давно интересен. Да, значи ние самите бегаме од тоа. Да не должиме, ајде ќе оставиме и за наредна емисија нешто повеќе. Уште еднаш благодарам. Еве да се заблагодарам и на гледачите кои што не гледат. Верувам дека слушнаа многу работи кои што сакаат да ги слушнат. Има многу уште закажување, но има и уште наредната многу емисија. емисии. Во секој случај, почитувани гледачи, се надам дека уживавте во ова вечерно издание на емисијата Проверитас. Не заборавајте, не следите на сите социјални мрежи, стиснете subscribe и помогнете во борбата за вистина. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proVeritas.mk.